Сакаме да обзнаниме дека најмалку 15 новинари досега, кои што на 27 април известува од сала 3 внатре од Собранието, покренуваме иницијатива за тужба против државата за надомесна штета согласно член 166 од Закон за облигациони односи, што остава основ и сме во тека во консултации со правен тим, тужбата да биде проширена и по други основи, односно во граѓанска постапка да се утврди одговорноста на поединци кои што со преземање или непреземање на одредени дејства придонеле до настанатата ситуација. Значи, за иницијативата сме сега 15 новинари кои што известувавме. Таа е отворена за сите кои што беа внатре, колеги, фотографи, сниматели и сите. И впрочем целта беше на овој начин да ја обзнаниме оваа иницијатива и некаде во период после празниците да се собереме, да се обратите сите до нас тројцата како иницијатори и да можеме да ја продолжиме оваа поставка. Има ли бројка колку вкупно новинари, камермани, сниматели се тоа била на 27 во собрание? Значи, која е бројката која може да се очекува? Колкав надомесна штета отприлика очекувате? Мислам ке побарата. И дали ова значи дека веќе ќе има тужба и за веќе амнестираните лица во собрание? Во однос на барањето за надомест и сите други детали, тие ќе бидат предмет на договор меѓу сите нас, бидејќи сепак оваа постапка чини и пари, значи ќе зависи од сето тоа. Во однос на второто прашање не би сакал да прејудицирам, бидејќи се уште се анализираат сите можности, како што реков, во граѓанска постапка постои можност, бидејќи се бара надомесна штета, постои можност да се утврдува и одговорност на поединци кои што со своето дејствување или недејствување придонеле за настанување на одредената ситуација и на таа штета што ќе биде побарана. Само да дополнам, иницијатива сака да се вклучат и вработени од собранието, разговарано е со нив, сакат и тие да се вклучат, треба да се вклучат, значи не само што известуваа сите што беа во пресалата, туку и тие што беа надвор од собранието и тие што известува, и тие треба да се вклучат во нашата иницијатива. Се надевам дека соберат храброст и новинарите, и снимателите, да тужиме држава, бидејќи ние таму бевме на работно место и нашето известување мислам дека допринесе да нема и потешки последици, да не речам и убиство. Нашето присуство таму до крај мислам дека придонесе да целата ситуација заврши како што заврши, да нема нешто потешки последици по државата. Кога очекувате да биде поднесена тужбата? Значи временски? Па сега се зависи од тоа колку ќе се мобилизираме, бидејќи ние не сакаме никој да биде да остане буквално надвор, ни колегите што сниматели, бидејќи впрочем знаете сега, се е тимска работа, нити ние нешто ќе направевме без снимателите, нити тие без нас, нити без фотографите, значи тука влегуваме сите, се зависи од тоа, не фаќаат празници, еве после празници ќе си дадеме сите, мислам сега ова не го пуштајте, ќе формираме една Facebook група, ќе се исконтактираме, ќе договориме место. Сите контакти ќе одат преку нас, имаме обезбедено адвокатски тим. Сега постапката е таа што дел од трошоците ќе мораме ние самите да се ги сносиме. Сето тоа ќе зависи и од оштетното побарување што ќе го договориме, меѓутоа се ќе се дели сразмерно со тоа што ќе се плаќаат од наша страна судските трошоци, адвокатскиот тим ќе не застапува пробон. Дали издруженијата ќе влезат здруженија на новинари или не знам, јас имам информација дека имало своевремено некаква иницијатива преку едно од здруженијата, дека таа во меѓувреме замрела или што се случила, не. Ова е иницијатива од нас за нас.
Само да кажам дека брзината на тужбата ќе зависи од брзината на мобилизацијата на сите оние кои што ќе сакаат да се приклучат во оваа иницијатива, бидејќи новинарите, снимателите и сите оние кои што беа загрузени на 27 април заслужуваат правда, како што кажа и Кура, ние само си ја вршевме нашата работа на крвавиот четврток.